се наоѓаме на локација на локалниот пат во населеното место Иловица, каде што се реализира дел од активноста за пробивање, односно тампонирање на локална улица во населеното место Иловица, односно на местноста викана Сирница. Оваа улица беше приоритет и во мојата изборна програма, меѓутоа оваа улица ја бара и граѓаните во ова населено место, бидејќи овде навистина има проблем со движењето на возилата, поточно на леките коли. Овде може се да се дојде само со трактор или со теренско возило. Оваа улица, односно дел од оваа улица се е лоцирана од мостот во покрај селската џамија, па се до спојот со асфалтна улица во Горното Маало. Вкупната должина на оваа улица е 555 метра, со ширина на асфалтот 3,5 метра и банкини по 75 сантима. Овој проект се реализира после апликацијата на општина Босилово до Бирото за регионален развој, каде што според проектната вредност беше вредност околу 3 милиони денари, меѓутоа после спроведената електронска аукција оваа вредност падна на 1.860.000 денари и изведувач на овие активности е компанијата Бони Интерградба од Струмица. Со реализацијата на оваа улица, значи ќе се возможи поврзување на два асфалтни пата и ќе се возможи една подобра функционалност на уличниот систем во населеното место Иловица. Крајен рок за завршување на оваа улица е 15 октомври. Тоа е многу брз период и до тогаш треба изведувачот на работите да ни ја предаде завршена ситуација, а ние до Бирото за регионален развој да ја препратиме најкасно до 30 октомври. Значи ќе има многу брза реализација. Ние и понатаму ќе работиме во интерес на граѓаните, значи овде не застануваме. Кога сме овде на оваа локација, од западно од тука има уште една улица која што има проблем со поврзување од причина што нема, да кажеме, пропуск. Тука ќе поставиме едни азбестни цевки, FI 1000 или 800, ќе извршиме тампонирање со сува мешавина и потоа ќе се овозможи на овие луѓе и они да имаат пристапен пат до своите куќи. Во моментот исто така се врши замена на уличните сијалици на овој дел од целото, бидејќи тука и тоа представува проблем, за да можат ова јавно осветлување што граѓаните го плаќаат од свој джеб да имаат и свој бенефит, односно да нема затемнати места. Се надевам дека ќе продолжиме и понатаму, бидејќи има и други улици во општина Босилово и во Иловица за асфалтирање од редовната програма за улици и патишта, така да ќе имаме во овој период многу активности во нискоградбата.